Уште од рани зори пред изгрејсонце православните домакинки ги појадисуваат првите великденски јајца. Вака почна чествувањето на Велики четврток и во семејството Стефанови, каде домакинката Марија ни покажа како се прават црвените јајца и зашто е наменето секое од нив. Јајцето е символ на раѓање на нов живот и тоа го означува воскреснувањето на Христа. Ги ставам да се варат, откако ќе се сварат јајцата, во бојата ставам од осветената вода, отецот што поминува пред Великден, ставам неколку капки од вода и почнувам со фарбањето. Првите 3 почнувам црвени ги фарбам, од кои едното е прво за во куќа, второто е за Господ, а третото го носиме на литургија во недела кога одиме во црква. Црвената боја означува крвта на Исус Христос и така да символика црвено јајце. Особено сакам да поклонам на секого што ги знам, на сите да подарам јајце и така. Таков еден да. Подготвивте и исто така обичај да се подготвува милиброд? Милиброд, да, секако за пријателките, за првите родни, така си подавам милиброд со јајца на секого. Поред преданијата, прва овој обичај го почнала миросницата Марија Магдалена. Децата најмногу се радуваат на овој празник, бидејќи секој им дарува бојадисано јајце, со кое потоа се кршат меѓу себе. И за Великден децата учат народна песничка, која се пренесува од колено на колено. Чекаме Великден со срце и душа, великденска песна веќе да се слуша. Јас да ги осети плескат како свива, а детската рада се команива. Ќе направи мама ковачиња разни, велика наконка тие ќе празник. На овој ден, според Библијата, Господ Исус Христос на тајната вечера ја востановил светата тајна причест. Христос на тајната вечера ги подучувал до последен миг своите апостоли на смиреност и братолюбие. Тогаш го најавил и предаството од апостолот Јуда, кој за неколку сребреници подкупен ги предал на гувернерството на Понтиј Пилат, кој го распнал на Голгота. Страдањето на Господа Исуса Христа завршува крвната жртва во православната црква и е основана тајната вечера или светата Евхаристија, преку телото и крвта на Господа Исуса Христа, односно лебот и виното. Покрај телесната храна треба и духовно да постиме, односно да се воздржуваме од лоши дела, од лоши мисли. До сабота навечер не чукаат камбаните на црквите, се до прогласувањето на најрадосната вест за Христовото воскресение. Свештениците апелираат со молитва и смиреност овие денови верниците да ги посетуваат црквите, а оние кои постеле може да се причестат на литургијата во сабота наутро, но и во недела на ден Великден.